Добар ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, каде што заедно со нашата екипа на Вкусот на традицијата сме подготвени за новиот рецепт на денот. Може би знаете дека токму во овој период, нели, на сите пазари е преполно со оваа црвена пиперка ајварка и дека е периодот на зимниците, периодот каде што купуваме, нели, да се обезбедиме за зимата и така натаму. И од овие црвени пиперки ние секогаш можеме да направиме најразлични специјалитети, полнети пиперки, салати од пиперки, па салати само со лук, оцет, магданос. А за денешната емисија одлучив да ви направам бомбици од урда и црвени ајварки печени. Тоа е еден прекрасен специјалитет што е лапни, голтни и мене посебно многу ми се допаѓа затоа што можете да ги ставите сите овие бомбици во еден специјален сат во ладилникот и неколку дена да ви седат свежи без никаков проблем, да ги користите дали гости кога ќе ви дојдат, дали за едно убаво предјадење и така натаму. Знаеме дека црвената пиперка содржи многу витамини и навистина македончето е учено да јаде пиперка. Без пиперка ништо. И како велат дека сакаме да бидеме модерни, да ги паратиме модерните трендови, да јадеме морска храна, морски риби и така натаму. Но сепак што велат докторите? Докторите велат да си јадеме храна која што си од нашето поднебје. Така ние најдобро обстојуваме и нашиот организам најдобро обстојува токму со таа храна. Пиперката, гравот, компирот, кромидот, лукот се нашите основни нешта кои што секојдневно ги употребуваме во исхраната. За овој специјалитет бомбици од урда и црвени печени пиперки ајварки ќе ни биде потребно. Тоа е нека основа, ако сакате да направите повеќе, можете и се да дуплирате. Значи ни требаат околу 300 грама урда која што е посува, значи да не е водена урдата, да не е, 300 грама урда. Ке ни требаат 5 до 6 пиперки печени, излупени и потоа со толчни ке треба да се истолчат колку што е можно поситно. А понатаму, ке ни требаат неколку супени лажици масло за јадење, 100 грама путер, значи не маргарин, туку путер, или 100 грама кравјо масло ставете. Малку буковец, малку магданос ситно сечкан, 1 до 2 чешниња лук, ке ни требаат 8 супени лажици подпечен сусам, малку триена сол, од прилика околу 1 полна супена лажица за оваа доза и сол по вкус. Да преминеме сега пред да ги направиме бомбиците и тестото за бомбиците. Значи најпрвин треба да ги исчистиме семките колку што се може, нели, од пиперките и ќе ги ставам на да се толчат. Да ги толчам. Прво малку ќе ги насечкам за да можам полесно да ги истолчам. Видам да си помогна малку со една вилушка. Така. И да остане некое семче, тоа воопшто не е страшно, заради тоа што не можеме апсолутно, нели, да ги исчистиме, зборувам, дома. Ние ќе си ги направиме по домаќински, по нашки ќе си ги направиме. Прво им ја сечам дршката.
Ја отварам само од едната страна. Преклопувам, пак дочистувам. Така. Ако не сакате да направите како бомбици, можете само да измешате и да биде прекрасна салата со потполно истите состојки. Еви и овие 5 пиперки, мислам, ќе ми бидат доволни, затоа што беа многу големи. Така. Сега малку ќе ги насечкам и ќе ги ставам тука да ги почукнам. Значи, убаво да ги истолчам. Така. А да не ги ставате, само да ви напоменам, да не ги ставате во блендер. Од бомбиците нема да биде ништо и вкусот ќе биде скроз променет, нема да биде тоа што треба да биде. Тоа исто како и пинџур кога правите. Ако го ставите во блендер, веќе го менува вкусот. Така. Сега ставам малку сол, 1 прстоват врз перките и почнувам со толчење. И знаете што, ако немате толчник дома, слободно можете. Користете чаша, долниот дел, или користете тегла, завртете ја наопачки со капакот и така уште и подобро ќе истолчите и побрзо. При крај сум со толчењето. Еве можете да видите како треба да изгледа. Како за пинџур кога правите. Токму така. Сега ќе ставам триена сол. Па една супена лажица цела, затоа што она ќе ја земе вишокот на течност, она што пиперката всушност ќе пушти, и тука ќе го ставам путерот на собна температура, што е. Така.
Прво со вилушката. Така ќе го, како пире кога правите, нели? Така убаво да го растопам. Сега ќе го искористам и толчникот. Така. Сега ќе ставам урдата и малку буковец. Така ќе му ставам малку буковец. Така. Урдата. И ќе направам една многу убава хомогена смеса, тесто всушност. И ќе пробам да видам дали ќе треба да доставам сол. Сега, за тие што не се љубители на лук, значи и не треба да ставите. Ако сакате, може и без лук. Јас ќе ставам малку. Ќе ставам колку да го има онака едно чешне. Мислам дека е ова добро. Така. И ќе го столчам. И сега сето ова убаво ќе го мешам и толчам. Ќе му ставам сега и малку ситно сечкан макдонос, а маслото ќе ми треба за да ги правам бомбиците, но мора 30 на минути целата смеса да оди во длабоко замрзнување. Ако го ставам, може и 15-20 минути и потоа ги формираме. Ќе ставам само малку макдонос. И потоа бомбиците ќе ги препалкам во подпечениот сусам. Доволно е ова. Така. И само ќе морам да пробам за сол. Како веднаш го освежи мирисот, присуството на макдоносот. Ајде да пробам сега. Треба уште малку сол. Затоа велат дека готвачот треба задолжително се да пробува. Така.
Значи сега го ставам тестото во замрзнувач, 15 до 20 минути. Ако ви е поретко, урдата, например, ако ви се погоди таква, може и уште 10 минути плюс, но ке внимавате по време на проверка не сме да замрзне, туку треба само путерот да се стегне. Одлично, се гледаме после половина час поминато во замрзнувач. Што туку го извадив од ладилникот, сега започнувам со препелкање на бомбиците во подпечениот суса. И ќе му додадам исто и малку отриената сол, многу малку. Ете така. Значи ќе си земам малку од тестото, ќе ги намастам рацете. Етама, супер е изладена смесата. Формирам топче и во сусамот. И се така додека не го потрошам целото тесто. А потоа ќе ги послужам на трпезата со едно убаво македонско вино. Можете, значи, и поголеми да ги правите, и помали, по ваша желба. Еве, едни поголеми, едни помалецки ќе направиме. Можете и во црвен пипер да ги завиткате. Можете во ситно сечкан макдонос, како сакате. Така. Да, може неколку ќе направам и во црвен пипер. Вие, драги мои, останете со вкусот на традицијата, кога ќе ги послужиме на трпезата овие бомбици со пиперки и урда и ќе сервираме можеби уште нешто со нив. Сега е време за мезе, драги мои. Токму така, едно убаво, прекрасно мезенце, здраво, со печени пиперчиња, со урда, здрава работа. Еве сега ќе ги пробам бомбиците кои што се валкани во подпечено сусамче. Мераци, каква убавина. А овие ги препалка во црвен пипер, малку буковчи, триена сол. Прекрасно нешто, многу убаво. Печениот сусам си го направи своето.
Како вкуси дава на бомбицата. Прекрасно. И мене одлично ми одговара и со луто пиперче. За мерак. Подоцна ќе ги пробам и овие. И тие се сигурно фантастични. Домашни направени. Не може нешто да е подобро од домашно направено. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со една изрека дека не секогаш се заедно тие што се сакат и не секогаш се сакат тие што се заедно. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. Останете во добро здравје.